Добро дојдовте, почитувани, во најновиот спортски преглед на телевизија Нова. Франција и Португалија ќе се борат за титулата на Европското фудбалско првенство. Домаќините во полуфиналето го елиминираа светскиот шампион Германија. Македонскиот фудбал остана само со шкендија во УЕФА Европа лигата. На темата Евро 2016 ќе анализираме заедно со селекторот на македонската фудбалска репрезентација за играчи до 16 години Добринко Илиевски. Останете со нас. Германија и Франција, тоа е надпреварот кој што остана во фокусот на европската јавност и по завршувањето на средбата, елиминацијата на актуелниот светски првак и победата на домаќинот во второто полуфинале на континенталниот собир во Франција. За тоа како се одвиваше овој надпревар, за тоа дали Франција заслужи да игра во финалето и што се случи со германците, најпрвен во студиото на телевизија Нова анализираме со мојот вечерашен гостин. Добре дојде. Добро вечер, добро ве најдов. Благодарам за поканата. Што стварно се случи со германците? Дали панцирите реално и немаат сили да и се спротивстават на Франција или сепак среќата само им го сврте грбот во првото полувреме? Па да, секој надпревар, така и овој, може да се анализира од повеќе аспекти. Значи, видовте сами дека двете полувремиња беа многу различни. Значи, во првиот дел Германија доминираше, можеби само во првите неколку минути беше равноправен мечот. После тоа Германија ги превзема конците во своји раце, доминираше, ја играше препознатливата игра. Меѓутоа, она што се случи во последната минута од првиот дел, мислам дека го сврте целиот надпревар, па мислам и европското првенство, односно конечниот исход на европското првенство. Значи, еден момент, едно невнимание на најискусниот играч на германската репрезентација, таа игра со рака, мислам дека тоа беше пресуден момент за да надпреварот добие таков тек. Претходно Боатенг направи сличен пенал со рака, не својствено за фудбалерот со таков калибар. Сега Бастијан Швајнштајнгер, рекордер по бројот на настапи во дресот на Германија. Панцирите со две невниманија се оддалечија од тоа што го посакува пред почетокот на овој европско првенство и заслужено би рекол беа меѓу фаворитите за освојување на европското злато. Јоаким Лев сега го очекува сериозна работа. Дидие Дешамп сериозен испит, ќе игра против Португалија. Како французите се представија во оваа средба, ако ја иземеме таа ситуација по која беше досуден пеналот? Па да, французите одиграа тоа што се очекуваше од нив. Значи, тие се многу силна репрезентација во подем, која што играше односно игра на свој терен, која што знае да искористи тоа дека е домаќин. Млади играчи, меѓутоа искусни во своите клубови, значи знаеше што сака, зрела репрезентација во тој поглед. И мислам дека многу паметно, многу мудро, начело со селекторот Дидие Дешамп и сите фудбалери кои што беа пратени на теренот, многу интелигентно сочека во првото полувреме да поминат тие налети на германската репрезентација. Французите беа свесни дека Германија за една нијанса посилна репрезентација, повоиграна со поголемо искуство, меѓутоа успеа да ги издржат тие напади. И како што реков, моментот во 45-та минута беше пресуден, веќе кога стекнаа предност, знае многу рутинирано, многу мудро да го приведат надпреварот до крајот. Кога сме кај французите и да ги погледнеме реакциите од францускиот табор, каде очекувано и владее задоволство од пласменот во финалето. Селекторот Дидие Дешамп и првиот стрелец Гризман се согласуваа дека простор за предолго радување нема. По долго време конечно Франција ја победи Германија, но оваа победа уште ништо не значи. Вистина е дека сме во финалето, но за титулата треба да играме против Португалија. Она што го направивме во полуфиналето е добра работа. Многу сум среќен за играчите, затоа што беше тежок надпревар, но се трудевме заедно. Имаме еднакви шанси како и Португалија. Тоа што сме домаќини и што ја победивме Германија не ни дава екстра поени. Сигурен сум дека и португалците исто како и ние имаат доверба во себе. Затоа се е отворено. Многу сме среќни, но имаме уште работа. Сонот е да се радуваме в недела, затоа не треба да бидеме премногу еуфорични. Бевме смирени на теренот и затоа сега уживаме.
Но многу брзо ќе треба да почнеме да се подготвуваме за финалето. Секако дека сме среќни, се израдувавме со навивачите и во текот и понад преварот беше прекрасно и се надевам дека ќе го видиме истото и в недела вечер. Сакав да изведам пенал во клучен момент и среќен сум што донесов таква одлука и погодив. За вториот гол чекав грешка и реализирав. Два гола од Гризман, пласмен на Франција во големото финале, надпревар кој што го издигна овој млад фудбалер на Атлетико Мадрид во европските височини и веќе го става рамо до рамо со Кристијано Роналдо и Лионел Меси. Покрај Гризман во француската фудбалска репрезентација се очекуваше и сериозен ангажман од младиот Погба. Ова фудбалско име во Јувентус имаше неверојатни партии, но сега се наметнува прашањето колку Погба може да игра под притисок. Ова го говорам со оглед на формата и играта на Погба на Европското првенство против Германија го немаше цели 70 минути, откога Франција дојде до резултат кој што ги носи веќе во финалето, Погба тогаш се разигра. Дали и тоа може да се издвои како проблем за Дешамп во пресрет на финалето? Пак ќе се вратам на односот на силите меѓу Германија и Франција. Значи Германија во овој надпревар влезе како светски првак. Значи самодовербата на германците беше на едно високо ниво во однос на француската репрезентација која е на некој начин во формирање, уште нема постигнато некои такви врвни резултати и во контекст на тоа ќе го гледам и придонесот на Погба. Значи Погба се уште нема во репрезентацијата на Франција некои забележителни партии и него му требаше една ваква инекција, една ваква победа, еден влез во финале за да дојде, односно да ги достигне оние височини кои што му се предвидуваат. Ја очекувам дека не само во финалето, и дека во понатамошниот тек на неговата репрезентативна кариера, тој ќе има забележителни партии и ќе биде се поубедлив и поубедлив, затоа што, пак ќе речам, ќе има едно финале позади себе, може би и европска титула, и тоа веќе значи дека влегол во редицата на големи играчи и не само по потенцијалот и по она што се очекува и по учинокот во тој момент. Дешамп има уште една дилема, што со најисторениот во нападот. Не му одеше против германците, претходно имаше две блискави партии, но Жиру се уште не може да го тргне оној товар од плеките и да докаже дека е достојна замена за Карим Бензема, кој што не е дел од ова европско првенство, а од друга страна Дешамп има проблеми и со дефанзивната линија, мораше да вметнува нови фудбалери, Мангала не го користи во целост на ова европско и покрај тоа што доаѓа од Манчестер Сити. Какви промени може да очекуваме во составот на Дешамп за финалето? Видете, сега на некој начин Дешамп е на сладки маки, меѓутоа тие сладки маки, ако донесат добар резултат, навистина ќе бидат сладки, меѓутоа сепак кога го спомнавте Жиру, мислам дека традицијата беше на негова страна во дуелот со Германија. Како што знаете, во претходните 3 надпревари он имаше постигнато гол против Ноер, значи како во дресот на Арсенал, така и во француската репрезентација. Значи од таа страна тој не беше под некој голем притисок и оптеретување, меѓутоа очигледно начинот на игра на Франција на овој надпревар, значи цело прво полувреме тие го помина на својата половина некаде на 30 метри од голот на својот голман. Значи не одговараше на Жиру, тоа е играч кој што сака да игра во 16, кој што е висок, кој што знае да скокне, да се загради. Во таа констелација на сили беше далеко од неговите најдобри партии, меѓутоа имаше и некои ситуации кај што дојде до израз дека навистина делуваше споро во една ситуација која требаше да истрча контра и да проигра. Значи мислам дека ова е еден слаб ден само на Жиру и дека под импресии на претходниот надпревар против Исланд, која постигна убави голови, кој играше навистина добро, и финалето ќе го понесе и мислам дека нема дилеми околу тоа кој би бил во шпицот на нападот на Франција. По мене заслужува да почне Жиру и мислам дека ќе одигра добро затоа што веќе ова сега е друг надпревар со големи мотиви, со голема еуфорија. Французите покажаа дека знаат да играат под притисок, дека знаат да играат пред своја публика. Имено нема до сега ни загубено надпревар на големо надпреварување, така да очекувам дека ќе знаат да го пружат максимумот во финалето. А што се однесува до другите измени во тимот, мислам дека тука отприлика квалитетот е подеднаков на играчите со кои што располага, посебно во одбранбената линија, се тоа играчи кои што играат во добри европски клубови, кои што
можеби не се врвни и одбранбени фудбалери, меѓутоа се тука некаде, значи на кој да се подпреди Дидие Дешам ќе може да смета дека има сигурност во својата одбрана. Француските медиуми велат Дешам пак го освои европското првенство, останува селектор на француската репрезентација, а од друга страна во меѓувреме пристигна потврда од Германија дека Јоаким Лев сепак нема да биде избркан од кормилото на панцирите и дека ќе остане на водечката функција во оваа репрезентација во иднина во продолжениот ова спортско студио. Прилагам да ги видиме и реакциите од германскиот национален тим по поразот од Франција. Немаше многу работи што беа погрешни. Можам само да изразам комплименти за мојот тим за тоа што беа подобрата екипа. Многу се трудевме и покажавме квалитет. Бевме моќни. Несреќата беше што не постигнавме гол. Несреќа беше и што топката одскокна во раката на Швајнштајгер и имаше пенал во финишот на полувремето. Имавме многу шанси, но не погодивме. Немавме среќа на овој надпревар. Во 2010-та и 2012-та бевме елиминирани од подобри тимови, но сега тоа не беше случај. Бевме подобри од Франција и покрај головите и ваквиот резултат. Играчите направија се што им кажав. Бевме храбри и ризикувавме и затоа немам што да им забележам на играчите. Пробавме се во второто полувреме. Ги ставивме под притисок и имавме шанси кон крајот од надпреварот. По надпреварот зборував со играчите и со тренерскиот тим и им заблагодарив за неверојатната работа што ја завршија на овој турнир. Мора да се борат со повреди во текот на првенството и покрај тоа покажа првокласен фудбалски концепт, што секако е заслуга на нашиот тренер. Неколку колеги од други федерации ми рекоа дека ние бевме најдобриот тим на турнирот. И јас лично сметам дека во полуфиналето ние бевме подобриот тим. Јас постојано повторувам дека ние сме многу задоволни од одличната работа што ја врши Јоаким Лев заедно со неговиот тим. Јас лично, но и ние како федерација би биле многу среќни кога би оделе на одбрана на светската титула на Мондијалот во 2018 во Русија со Лев како предводник. Сигурен сум дека тоа ќе се случи. Ги видовме реакциите од германскиот табор, видовме дека Лев дефинитивно останува на селекторската функција кај актуелниот светски шампион, но играта која што ја прикажа германците на ово европско првенство, конкретно во четвртфиналето и во полуфиналето, не гарантира успех на оваа земја на следните големи надпреварувања. Зошто е тоа така? Зошто Германија имаше проблем на ово европско првенство? Повлекувањето на Лам никако не смее да се земе во центар на вниманието, пред се затоа што тие играчи кои што беа повикани, дел од нив за многумина не ги остварија очекувањата. Па да, за мене повлекувањето на Лам е битен фактор во германската репрезентација. Значи, многу работи во играта на Германија на минатото светско првенство се вртеа баш околу Лам, тие тактички замисли. Значи, Лам знаеше да влегува во средина, знаеше да отвара широко, да иде како десно крило. Значи, сите тактички замисли на селекторот Лев беа на некој начин остварувани во игра од Филип Лам. Исто така и авторитетот на Лам не смее да се потцени, да се запостави. Значи, тоа е еден, по мене, битен фактор. Втор фактор на ова првенство е слабата игра на Томас Милер. Значи, единствениот, така да речам, напаѓач кој што е од врвна класа во германската репрезентација. Не даде ни еден гол, не оствари некое поголемо достигнување во ни еден надпревар, значи се очекуваше и самата изјава на Јоаким Лев дека чека да постигне гол Милер, значи првенството заврши во чекање. Така да многу битен момент е слабата игра на Милер. Значи, ако Милер беше бар половина од она што го пружаше во адресот на Бајер Михен или на претходните на големи надпреварувања, Германија ќе имаше сосема поинаква слика, односно незините достигнувања и резултати. И тоа се не мали моменти и не мали фактори во однос на резултатот на Германија. Значи, многу малку фалеше Германија да влезе во финале и да зборуваме на поинаков начин. Меѓутоа, ова се доволни две големи причини за поразот на Германија. Од друга страна, селекторот Јоаким Лев
мислам дека има големи кредити во германската јавност и тој тоа го заслужи со 10 годишната работа во минатото со титулата светски првак кој што беше освоена на најубедлив можен начин. Значи германската јавност е многу пробирлива, знае кој знае да работи, знае кој знае да се однесува, да ствара игра, репрезентација, значи тој тоа го имаше во претходниот период. Сега дојде малце до заситување од начинот на игра на германците, како да беа малце прочитани. Тие не пружија нешто ново, од причини што верува во тоа што досега им носеше резултати. Меѓутоа се свесни дека треба нешто да се смени и мислам дека тие брзо ќе го најдат тој начин. Имат плејада на млади играчи кои што се тука во репрезентации, кои што ќе бидат форсирани во нареден период и Германија многу брзо ќе се врати кај што сите очекуваат. Една од главните замерки на германските медиуми према селекторот на Германија е дека во првиот состав не добија шанса фудбалери кои што имаат блескава сезона за своите клубови, но не се носители на играта. Тука е младиот Сане, Подолски беше одличен во Турција, барем според германските медиуми, а и уште неколку фудбалери кои што требаше да добијат поголема минутажа во првиот тим. Против Франција Лев менуваше принудно, Швајнштайгер се најде во првата минута затоа што немаше кој друг според селекторот да биде таму. Хумелс беше одсутен поради суспензија, повредата на Марио Гомес влијаеше очигледно по самата трансформација играта во нападот, но дали Лев може да измисли нешто ново со оглед на фудбалерите кои што допрва ќе играат за оваа репрезентација? Да, како што реков, он беше должен на некој начин самиот пред себе, должен кон тие фудбалери кои што му донесоа во минатото една грандиозна титула на последното светско првенство, беше должен од германската јавност да ги сочека до крај и да им пружи уште една шанса на сите тие репрезентативци кои што, иако немаа некои забележителни достигнувања во оваа сезона, меѓутоа големите репрезентации, големите тимови се познати по тоа што веруваат во една стратегија, веруваат во еден тим. Јоаким Лев до крај веруваше на играчите, како што се Милер, како што е Геце, како што се сите играчи кои што ги прати на теренот. Меѓутоа, повторно ќе кажам, самите се свесни дека сите тие млади играчи кои што имаат добри надпревари во изминатата сезона, кои што заслужуваа да се најдат во овој состав на Германија, го спомнавте Сане, кој што за 10 на 15 минути покажа дека навистина е голем талент, кој што беше пробивен, кој што ако играше повеќе, мислам дека ќе допринесеше за подобар резултат на Германија. Значи, пак ќе повторам, кредитите што ги има, што ја имаше оваа репрезентација, овие играчи, не му дозволија на Лев да експериментира и неговата изјава дека ќе го чека Милер до крај, го чекаше, меѓутоа не вроди со плод. Така да пак ќе речам, они се свесни што треба да направат и бргу ќе го направат тоа. Германија е позната по иновација, е позната по напредно размислување и брзо ќе се врати на старите патеки. Германија во големото финале ќе игра против Португалија. Ќе потсетиме дека португалците направија сериозен и голем историски успех, елиминирајќи го Велс во полуфиналната пресметка. Селекторот Сантоши и капитенот на португалците Роналдо не сакаат да анализираат за начинот на кој селекцијата дојде до финалето. Важно велат, ние сме таму каде што сме. Ние знаеме дека не сме најдобри на светот, но исто така знаеме и дека сме тежок противник за било која репрезентација. Никому не му е лесно да игра против нас. Португалија е селекција која знае како да игра фудбал. Ние темелно ги проучуваме нашите противници, бидејќи секоја репрезентација е различна и мора да биде посебно простудирана. Португалија го стори она што мораше да го стори, победуваше. Не е битно дали играме атрактивен фудбал, туку дали на крајот ќе славиме или не. Мислам дека Португалија одигра многу квалитетен надпревар против денешниот противник. Успеавме да постигнеме 2 погодка и тоа е она што на крајот се брои. Што се однесува до финалето, не размислувам премногу кој да слави во второто полуфинале, за нас ќе биде тежок и незгоден противник. Финалињата не се за да учествуваш во нив, туку за да славиш. Тоа е пораката која ќе им ја пренесам на моите фудбалери. Во 2004 година бевме фаворити против Грција и не успеавме да победиме. Овој пат ќе бидеме аутсайдери во финалето, па да се надеваме дека сега ние ќе славиме. Најважно од се е што веруваме дека можеме да стигнеме до финалето. Сите во нашиот табор заслужуваат честитки за оствареното. Секогаш повторувам,
Рушењето рекорди убаво. Има многу рекорди во моја сопственост, како за клубовите, така и со репрезентацијата, но не сум опседнат со нив. Она што ме прави многу среќен е пласменот во финалето. Многу сум горд, особено на моите соиграчи. Сонуваме да го освоиме европското првенство, а сега сме многу блиску до такво нешто. Особено сум горд на успехот, бидејќи никој не веруваше дека Португалија може да стигне до тука, но мораме да одиграме уште еден надпревар, финалето во недела, а ако славиме, ќе бидам најсреќниот човек на планетава. Пред 12 години не успеав, тогаш бев дебитант, но сега го заслужувам трофеот. Моите соиграчи го заслужуваат трофеот. Се надевам дека ќе дојде моментот кога ќе освојам пекар со Португалија. Кристијано Роналдо или Гризман? Ова се двете имиња кои што ќе бидат во фокусот во вториот ден од викендот, посветен на Европското фудбалско првенство и големиот финален надпревар меѓу Португалија и Франција. Французите според букмекерите неофицијално се мали фаворити во однос на португалците, но Португалија го има Кристијано Роналдо и го има Сантош на селекторската функција, кој што покажа дека со одлична стратегија и со добар фудбал, но не толку допадлив, може да се стигне до големото финале и покрај тоа што португалците се оспорувани многу пати на овој Еврошампионат за резултатот кој што го имаат во моментов. Дали според вас Португалија е аутсайдер и покрај тоа што го имаат Кристијано Роналдо? Па не може да биде аутсайдер екипа, односно репрезентација која што стигнала до финале. Значи, како и да е, тоа е едно сито кое што треба да се помине, почнувајќи од квалификациите, па надпреварите во група, па после тоа елиминационата фаза. Значи, како и да е, покрај тоа што не пружија некој спектакуларен фудбал, меѓутоа во надпревар беа се подобри и подобри и полуфиналето го добија убедливо, значи со една доминантна игра во однос на Велс, можеби некој знае колку со посет на топка или со шанси, меѓутоа се гледаше дека се поквалитетен противник и екипа што, односно репрезентација која што на тој начин влегува во финале, не може во никој случај да се потцени. Покрај тоа го имаат Кристијано Роналдо, кој што видовте спремен во секој момент од нигде никаде да постигне гол и голот што го постигна беше вистинско ремек дело, значи ја сврте утакмицата, односно ја го донесе својот тим во една голема предност која што понатака ја искористија и пак ја речам, екипа, репрезентација со такви поединци не може да биде аутсайдер во никој случај. Французите се домаќини, одигра одлично против Германија, се во форма во текот на континенталното првенство, од друга страна Португалија полека влегува во ритам во однос на влезот на Европското првенство. Роналдо, Гризман, кои се другите фудбалери кои што може да направат некаков исчекор или да донесат разлика на теренот за неутралните гледачи да уживаат во големото финале? Па моментот финале на Европско првенство значи е голем мотив за сите фудбалери кои што ќе бидат во стартните постави. Значи двете репрезентации имаат можеби не толкави звезди како што се Гризман и Роналдо, меѓутоа сите останати се познати, признаени имиња во европскиот фудбал и сами споменавте дека Погба е играч кој што навистина може да блесне на ова финале, понатака Поје исто така играч со голем потенцијал. Во португалската репрезентација младиот Санчес кој што исто така покажа дека е добар фудбалер и кој што го сврте вниманието на себе. Значи искусните играчи Кварезма, Нани, секој од нив може да даде свој допринес во финалето, затоа што тоа е за секој од тие играчи голем мотив и голем момент во нивната кариера. Посекуваме незаборавно и финале полно со голови, па да гледаме и можеби продолжение, па и пенали, сепак да победи подобриот. Тоа е најдобриот спортски поздрав, а јас тука ви се заблагодарувам за одвоеното време. Благодарам и на вас. Тука завршуваме со делот Европско фудбалско првенство во Франција. Големото финале подсетуваме е во вториот ден од викендот, а продолжуваме и подсетуваме дека Шкендија ќе биде единствениот представник на македонскиот фудбал во второто квалификацијско коло во Лигата на Европа. Титовци славеа и на гостувањето кај Краховија, додека работнички и Силек загубија во реваншите во Подгорица, односно во Скопје. Шкендија со двојна победа против Краковија се пласираше во второто квалификацијско коло од Лигата на Европа. Откако во Скопје славеше со 2-0, нашиот вице-шампион на гости кај Краковија победи со 1:2 и со вкупни 4-1 оди во следната рунда како единствен представник на македонскиот фудбал во Лигата на Европа.
Бесар Тибрими исто како и на првиот надпревар, така и на реваншот го отвори резултатот во 13-та минута. Краковија израмни преку Цетнарски во 68-та минута, додека победата на Шкендија ја осигура капитенот Ферхан Хасани во 3-та минута од судиското продолжение. Во второто квалификацијско коло од Лигата на Европа, Шкендија ќе игра двомеч со Нефчи од Азербејџан. Работнички нема да ја има можноста да го повтори ланскиот успешен настап во Лигата на Европа, бидејќи загуби од будучност со минимални 1-0 на реваншот во Подгорица и по скопските 1-1 ги завршува настапите уште во првото квалификацијско коло. Лани романтичарите дојдоа се до плейофот, но ова лето се сопнаа уште по првата пречка. Единствениот гол на надпреварот беше постигнат во 18-та минута од пенал. Младиот дефанзивец на Работнички Леон Најдовски направи прекршок во сопствениот 16-ник врз Раичовиќ, а главниот судија освен што покажа на белата точка, му додели и директен црвен картон на фудбалерот на Дебармалци. Прецизен изведувач на најстрогата казна беше Раичовиќ. Соиграч помалку на теренот и резултатска негатива, Работнички не можеше да постигне погодок. Се закани само еднаш од голема далечина преку Иван Галич, но неговиот удар заврши над голот. Романтичарите двомечот го загубија на домашен терен, бидејќи одиграа само 1-1 со црногорскиот тим во надпревар во кој дури два пати ја погодија пречката, а има уште и две сигурни шанси за убедлива победа. Силекс повторно загуби од Вадуца, овој пат во Скопје со 2:1. Кратовци уште еднаш подклекнаа во финишот, откако во Лихтенштајн при поразот од 3-1 примија голови во судиското продолжение на првиот и вториот дел. На реваншот на Филип II водството од 1-0, овој пат го прокоцкаа во 89-та и 94-та минута. Маријан Мицков повторно стрелаше за Силекс, овој пат за водство во 31-та минута од надпреварот. Нашиот представник притискаше и за втор поголок и победа од 2-0, која ќе му овозможеше пласман во следната рунда. Но Вадуц доби пенал во финишот кој успешно го реализираше Костанцо. Пресвртот и победата на Вадуц ја обезбеди Месаут во 4-та минута од судиското продолжение. Толку од спортот во овој термин, ви благодарам на вниманието и ви поздравувам.